ова утро одиме во Меморијалниот центар на Холокаустот. Ирена Спировска имаме на линк и посакувам на Ирена добро утро. Ирена, ма ќе ми простиш уште поголемо добро утро и посакувам на твојата соговорничка, нашата Жана. Им најавив уште утринава на гледачите дека ќе имаат можност да ја видат нашата поранешна колешка Жаклина Мучева. Добро утро и до двете. Добро утро, искра поздрав до вас во студиото, секако до колегите во режијата. Добро утро секој утро на гледачите на телевизија Алфа, како што ти веќе најави. Ова 24 октомвриско утро се јавуваме од Музеот на Холокаустот на евреите од Македонија, каде што на 16 октомври, меѓународниот ден на борбата против гладот, беше отворена изложбата која што е наменета на сите оние гладни души кои што ги загубија своите животи во логорите на смртта, концентрацијоните логори. Мириса на Пандишпан е насловот на оваа изложба, која е отворена до 25 декември, а за содржината, концептот и елементите на изложбата зборувам утринава со Жаклина Мучева, автор на истата, позната на нашите гледачи и преку ТВ екраните, затоа што долго време беше дел од екипата на телевизија Алфа. Токму затоа и ќе си дозволам да се обратам со Жане. Добро утро. Добро утро, Ирена, и поздрав до сите гледачи на утринската програма. Еве сме тука за да кажеме збор два за оваа изложба, која што уште на отворањето предизвика голем интерес и собра тука во Музеот на Холокаустот голем број посетители кои што беа љубопитни да видат и да дознаат нешто повеќе за храната на евреите како културно наследство. Но ајде да почнеме од самата идеја, како се роди идејата за ваква изложба, колку време ви беше потребно за подготовка и што се истата содржи. Така е, храната е нешто што ги врзува луѓето без разлика од која етничка заедница се. Токму затоа и во Меморијалниот центар на денот на отварањето имаше навистина многу публика. Може би и податокот, информацијата дека луѓето, посетителите на оваа изложба ќе можат и да вкусат од дел од специјалитетите, односно од рецептите кои што ги понудивме во нашиот каталог, предизвика уште поголемо внимание, така што можам да кажам дека имаше многу позитивни критики за се ова што го сработивме во изложбата Мирисе на Пандишпан. Мириса на Пандишпан е изложба која што ја подготвувавме од февруари, откако добивме информација дека Министерството за култура, сега веќе и туризам, го поддржува овој проект, гледа дека навистина има нешто што може да се научи, дека има и едукативни нишки и еве до октомври месец успеавме комплетно се да направиме и да покажеме што имаме од сефардското мени. Станува збор за една група евреи кои што во 1492 година, значи 15 век, се протерани од Шпанија и се населуваат на оваа територија, односно на Османлиската империја. Така што сефардската кујна е мешавина од медитеранска и турска кујна. Меѓутоа, сефардите кои што се населиле на овие простори не го заборавиле она што го чини нивниот идентитет, па затоа можам да кажам дека сефардската кујна не е збир на рецепти, туку нешто што го отсликува идентитетот на евреите кои што беа протерани од Шпанија. Насловот и темата на изложбата е Мириса на Пандишпан. Зошто токму Пандишпан? Многумина не знаат дека терминот Пандишпан всушност го донеле евреите од Шпанија, сефардите. Во превод Пандишпан е пане ди Шпања, односно лебот од Шпанија. Како се населувале во земјите каде што пуштале корен, тој термин се модифицирал така и кај нас во Македонија и од пане ди Спања имаме пандишпан, тесто кое што домакинките го користат за колачи, за торти, значи за разни видови сладки специјалитети и оваа приказна не ја знаеа луѓето, така што беше едно ново откривање на терминот пандишпан и сега сите домакинки знаат всушност пандишпан
од каде потекнува овој термин. Изложбата Мириса на пандишпан во основа го имаше и во дегустацијата пандишпанот. Се изработи пандишпан по најстариот сефардски рецепт и може луѓето тоа да го пробаат. А она што го видоа во изложбениот дел е повеќе слојна изложба. Зошто велам повеќе слојна? Ние стоиме овде, еве и гледачите имаат можност да ги видат паноата на кои што се објаснети празниците, еврејските празници и што се јаде на тие празници. Потоа имаме специјално наместена маса за празникот Песах и што се нуди како храна и е задолжително да има на оваа маса. Друга масичка која што е многу стара и ја користеле нашите предци е масата за шабат и составните делови за овој празник. Составни делови на изложбата се и витрините во кои што за мене е огромно богатство тоа што го понудија членовите на еврејската заедница од нивните баби, од нивните мајки, значи неколку генерации собирано и чувано. Она што се користело во секојдневниот живот е поврзано со храната. Филџани за кафе, вага за мерење разни нешта кога се готви, чини за колачи, за сокови, така што има многу елементи кои што потсетуваат на минатото, но и потврда дека еврејската заедница се уште живее и ги чува и негува сите тие традиции. Изложбата Мириса на пандишпан е подкрепена и со еден многу интересен и содржаен каталог. Што всушност содржи каталогот? Каталогот е исто така богатство за оваа изложба. Многумина сакаа да го имаат, пред се заради рецептите, но отпосле, другите денови откако заврши отварањето, имав повратни информации дека кога дошле дома и го разгледале, навистина едно убаво богатство на информации, бидејќи го опфаќа периодот од протерувањето на евреите, што се случувало, каква храна јаделе, со какви проблеми се соочувале додека се прилагодувале на новиот терен, повеќе информации за кошер храната, многу рецепти за одредени празници и поговорките, ладино поговорките, кои што се едно големо нематеријално културно наследство на сефардските евреи дојдени од Шпанија, а се уште тука се негуваат и љубоморно ги чуваме и еве ги презентиравме сега и во каталогот. Сите тие поговорки се поврзани и со храната. Напоменавме дека изложбата е отворена за посетителите до 25 декември. Уште нешто што сметам дека треба да напоменеме, дека посетата на оваа изложба е бесплатна. Така, изложбата е на најгорниот спрат во Меморијалниот центар на Холокаустот. Таа не е составен дел од постојаната поставка. Бесплатен е влезот за оваа изложба, за Мириса на пандишпан, а сите посетители кога веќе се тука можат и постојаната поставка да ја погледнат. Влезницата за постојаната поставка е само 100 денари и во работното време на Меморијалниот центар сето ова може да се види освен понеделник, секој работен ден од 9 до 19 часот, сабота и недела од 9 до 15 часот. Колкав е интересот досега за изложбата, иако има уште доста време кога може сите оние што се љубопитни, што сакаат да дознаат нешто повеќе за тие навики околу исхраната на евреите и за нивната традиција, но од она што досега сте имале можност да го увидите, дали повозрастните, дали помладите, пројавуваат повеќе интерес и љубопитство за да ја видат изложбата. Ирена, храната е интересна за сите возрасти, па така и оваа изложба навистина предизвикува внимание кај сите. Имавме на отварањето и од помладата популација и повозрастни, така што и отпосле сите оние кои што беа на отварањето и кажале дека биле на интересна изложба, има посетители, доаѓаат, сакаат да ја видат, бараат дополнителни објаснувања, особено се радуваат на каталогот, бидејќи навистина изобилува со многу информации и мислам дека ова беше полн погодок што го направивме и се надевам дека и наредните изложби и настани кои што ги подготвуваме ќе предизвикаат вакво големо внимание и ќе имаме повеќе посетители во Меморијалниот центар.
Сметам дека кажавме сосема доволно за да ги информираме, но и да потикнеме љубопитноста и желбата кај нашите гледачи да дојдат и да ја посетат изложбата, а да кажеме дека активностите кои што ги имате не престануваат, дека паралелно со тековната изложба се одвиваат и други активности, па да спомнеме што е она што е актуелно сега следниве денови. Така, викендот кој што е пред нас е за нас работен. Имаме семинар на кој што обучуваме 25 наставници од Македонија за тоа како да ги учат децата на тема Холокаустот. Тоа е овој викенд. Имаме веќе објавен конкурсот литературен награден. Раскажувам фотографија, тоа е во тек, во петок е последната тема и разни други работилници кои што ги организираме со ученици од основните училишта. Жане, благодарам за одвоеното време. Посакувам успешна реализација на тие предвидени активности, бидејќи си раководител и на Центарот за едукација, а нас ни беше задоволство да ја доживееме малку оваа убава атмосфера што сте успеале да ја доловите тимски, нели, со сите овие изложени експонати кои што ги има тука на горниот кат во Меморијалниот центар. Верувам дека до 25 декември постојано ќе има посетители и многумина ќе дојдат да ги видат сите овие изложени работи. Благодарам, Ирена, за можноста и на овој начин да ја представиме изложбата и да го разбудиме интересирањето на оние кои што не слушнале досега за изложбата и секако да се заблагодарам на целиот тим кој што заеднички со мене работеше на обликување на ова вистинско задоволство мириса на Пандишпан и жените членки на женската секција во еврејската заедница именувана како Иша, што значи жена, кои што ја подготвуваа храната за дегустација на денот на отварањето. Јас ке кажам дека единствено ми е жал што не бевме присутни на отворањето за да ги вкусиме тие вкусни миризливи пандишпани, но оние што беа тука сведочат дека навистина тоа е полн погодок како идеја и како едно дополнување на отворањето на изложбата. Жани, уште еднаш благодарам многу. Благодарам за можноста. Еве, тука некаде ние ќе се одјавиме, освен ако има Искра уште некое прашање до Жане. Нема, Ирена, Искра прашање, затоа што нема веќе ни време. Две водителки кога зборуваат, не останува простор за третата. Ви благодарам многу и на двете да ми ја изгушка Жане и да кажеш следниот пат да ни дојде овде во студиото.